Почитувана председателка на Уставниот суд, почитувани судии на Уставниот суд, почитувани представници на уставните судови од странство, почитувани гости, дами и господа. Ми представува особена чест и задоволство да се обратам на отворањето на меѓународната конференција Уставно-судска заштита на слободата на мислата и слободата на јавното изразување на мислата, со која се одбележува значајниот јубилеј 60 години од формирањето на Уставниот суд на Република Северна Македонија. Уставниот суд има долга традиција, која датира уште од времето на нашиот државноправен развој во поранешна Југославија. Уставниот суд за прв пат беше воведен во правниот поредок со уставот на тогашната Социјалистичка Република Македонија од 63-та година за следната 64-та да започне со својата работа. Овој факт го споменувам бидејќи воведувањето на уставното судство беше редок и невообичаен чекор во една еднопартиска социјалистичка држава, каква што беше поранешна Југославија, и несомнено представуваше позитивен чекор во ограничување на политичкиот волунтаризам и ставање во правни рамки на доминацијата на тогашната владеачка политичка номенклатура. Со уставот од 91-та, Уставниот суд продолжи да функционира, но во значително променети околности на независна држава со демократско политичко уредување. Во таа смисла, работата и одлуките на тогашните состави на Уставниот суд беа исклучително важна гаранција дека транзицијата кон демократско и плурално општество, кое почива врз начелата на владење на правото, заштита на човековите права и слободи, поделба на власта и пазарната економија, ќе се одвива во рамката предвидена со новиот устав. Доволно е да се подсетиме дека Македонија никогаш во својата историја до 91-та година немала демократско искуство, за да ни стане јасно колкава беше одговорноста на тогашните уставни судии. Според моје убедување, Уставниот суд и неговите судии во тие клучни периоди од изградбата на државата и на новиот демократски систем сосема успешно се носеа со товарот на времето, за што заслужуваат признание и благодарност за нивната работа. Почитувани, Уставниот суд имаше исклучително важна улога и за време на неодамнешната пандемија на COVID-19, кога и како општество и како држава се најдовме во исклучително комплексна ситуација, пред се од здравствен и социоекономски аспект, но и поради серијата уставноправни предизвици. Во состојба без преседан во нашата уставноправна историја, бевме принудени да прогласиме вонредна состојба, и тоа во ситуација на распуштено собрание, кое беше нефункционално, и во состојба на техничка влада, чија примарна задача беше да ги спроведе веќе закажаните избори, а не да се справува со последиците од пандемијата, која никој не можеше однапред да ја предвиди. Во ситуација кога врз основа на одлуките за вонредна состојба, владата доби можност да донесува уредби со законска сила, со која нужно се ограничуваа човековите права и слободи, но и се менуваа постојните закони и се носеа сосема нови норми со сила на закони, Уставниот суд беше клучната институција која во услови на нарушена поделба на власта редовно ја контролираше уставноста на уредбите и одлуките. Одлуките и образложенијата на Уставниот суд за мене како председател на државата беа исклучително важна насока при донесувањето на одлуките што беа во моја надлежност за време на вонредната состојба. Мислам дека сум реален, а немам причина да не бидам, кога велам дека во своите одлуки Уставниот суд покажа исклучителен сензибилитет за националните, но и за меѓународните стандарди за почитување и заштита на човековите права и слободи, што беше клучно за позитивната оценка од Советот на Европа во однос на ограничувањата на човековите права и слободи во периодот кога беше прогласена вонредната состојба, а сето тоа низ призмата на стандардите на Европската конвенција за заштита на човековите права и основни слободи. Поаѓајќи од ова искуство, дозволете ми да отидам чекор подалеку и да се вклучам во дискусијата за иднината на уставното судство во нашата држава. Сметам дека во иднина Уставниот суд треба уште поактивно да се профилира како заштитник на човековите права и слободи. Еден начин се измени на Уставот и воведување на уставната тужба како правно средство за заштита на правата и слободите, и тука сакам без резерва уште еднаш да ја поддржам оваа ваша иницијатива, иако тоа сум го правил и порано.
Уставната тужба е потврдено ефикасно средство за уставно-судска заштита на човековите права и слободи. Иако досега постоеа повеќе иницијативи за измена на нашиот устав во оваа насока, за жал, повеќе парламентарни состави не собраа сила тоа да го направат, а дискусијата за измени на уставот со цел воведување на уставна тужба завршуваше со надмудрувања за сосема други прашања кои се неповрзани со оваа тема. Се надевам дека во скора иднина и политичката, покрај стручната јавност, ќе го разбере значењето на воведувањето на уставната тужба како важен сегмент во реформите и чекор кон зајакнување на системот за заштита на човековите права и слободи. Во оваа смисла, а во насока на темата на конференцијата, сакам да ја истакнам важноста на неколкуте одлуки на Уставниот суд, поврзани со утврдување на повредата на правото на слободно изразување на мислата, заштитено со нашиот устав, кој е едно од малкуте права и слободи што и со постојните уставни одредби ги штити овој суд. При тоа се реферирам на одлуките што ги донесовте во последниот период во однос на трагичните настани од 27. април 2017 што се случија токму во оваа зграда. Освен нападот кон нашиот демократски уставен поредок и насилството кон пратеници, нападнати беа и новинарските екипи кои известуваа од конститутивната седница на Собранието. Во обид да се спречи мирна транзиција на власта, насилна толпа организирана од структури на тогашната власт нападна новинари во обид да ги спречат да ја известат јавноста за случувањата. Вашите одлуки со кои утврдивте повреда на правото на слободното изразување на мислата се праведна сатисфакција не само за нападнатите новинари, туку и за целокупната демократска јавност во нашата држава. Почитувани, на крајот од оваа моја обраќање, дозволите ми уште еднаш да ви го честитам 60 годишниот јубилеј и да ви посакам уште многу години успешна и посветена работа во заштита на уставот и демократскиот поредок. Оваа конференција, на која ќе имате можност да размените искуства со ценетите колеги од повеќе уставни судови од странство, но и со представници на научната и стручната јавност, е достоен начин за одбележување на јубилејот и продлабочување на меѓународната соработка. Во таа насока ви посакувам успешна конференција. Благодарам.